После ковид кризата се зголемил бројот на жени кои што пријавуваат насилство, а се појавиле и нови форми покрај семејното насилство. Ова е проценката на граѓанскиот сектор од каде велат дека насилството, освен во домовите, сега го имало и на јавните простори, во образовните институции, на работните места, а тука бил и најновиот вид на насилство интернет демнењето. Граѓанскиот сектор кој се занимава со оваа проблематика очекува ова зголемување да биде уште поизразено во иднина. Сите оние санкции кои што се случува во текот на ковид кризата, она затварање, значи локдауни, на исто место се наоѓа сторителите на насилство, жените, се зголемија психичките заболувања, последователно се случи економска криза која што се уште трае. И мислам дека дополнително ќе има уште многу други кризи кои што ќе придонесат уште поголемо зголемување. Во Прилеп се одржа трибина на тема мултисекторски пристап за ефикасна заштита на жени и девојчиња, изложени на насилство, во рамки на кампањата 16 денови активизам против родово базирано насилство. Од полицијата велат дека имаат активна соработка со сите потребни институции кога станува збор за ваквите дела. Се превзаемаат сите мерки, координативен пристап имаме со Центарот за социјални работи, Министерство за здравство, локална самоуправа, јавно обвинителство и судот. Координирано меѓу себе, во зависност од пријавеното кривично дело или пријавениот кривично правен настав, се превземаат сите мерки за заштита на жените и девојчината. Од Центарот за социјална работа во Прилеп велат дека сите жртви на насилство за кои што имало потреба биле пратени во шелтер центри. Се повеќе жени се охрабрувале да го пријават насилството врз нив. Целата медиумска кампања и сите кампањи кои ги води и Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи даваат резултати да жртвите почесто се охрабрат да го пријават насилството кој го трпеле сигурно подолг временски период. Сметам дека можам да зборувам во делот на Министерството за труд и социјална политика се изградени доволни капацитети за заштита на жртвите. Ниту една жртва каде што се направило проценка дека е потребно да се изнеси од домот и да й се даде привремено сместување, не останала несместена. Измените и дополнувањата на кривичниот законник сега се на второ читање и сите очекуваат тие да се имплементираат во што е можно побрз рок за да се превенира и стопира овој негативен тренд.